Јавното предпријатие ќе имплементира SCADA систем и ќе направи револуционерен технолошки чекор за да ја подобри лошата економска состојба. Изјави денеска за телевизија Стар вршителот на должност директор Александар Арсовски. Тоа е автоматска контрола, мониторинг и следење на целиот водоснабдителен систем на територија на општина Штип. Тоа е единствен начин јавното предпријатие ИСАР да се реши со скоро 60% на загуба на вода која што излегува од филтер станицата во Штип. Како функционира? Тоа е целосно автоматизиран систем со кој што целата водоснабдителна мрежа на одредени позиции во градот ќе се следат на монитор. Со самото тоа, времето кое што нашите вработени го трошат или го губат за детектирање на проблемот, ќе се сведе на целосна доверба на тој автоматизиран систем. Кога ќе се започне постапката за системот? И денес, додека трае овој наш разговор, нашите стручни луѓе имаат работен состанок на кој што ги дефинираат позициите, на кој што ги дефинираат и мапираат точките каде што треба да се постават таквите регулатори автоматски и да може овој систем да почне да функционира. Времето на реализација на самата изведба на овој SCADA систем е проектирано некаде околу 6 месеци. Тоа би значило дека доколку се оди во најдобар ред, за помалку од една година општина Штип ќе има функционален SCADA систем. Колку чини SCADA системот и кога ИСАР ќе ги има првите ефекти? Првите ефекти ви кажав дека ќе ги има за помалку од една година, а првичните анализи и проценки кажуваат дека нема да чини повеќе од 400.000 евра, а меѓутоа за месец дена отприлика ќе ја знаеме точната проектантска цена. Како ќе се обезбедат пари за набавка со оглед на презадолженоста? Постојат неколку можности за извор на финансиски средства. Разговарано е и со надлежно министерство, има отворени проекти и повици за финансирање на ваков тип на инвестиции и од меѓународни фактори. Секако тука не се исклучува и поддршката од страна на општина Штип и на градоначалникот. Единствен начин долгорочно да се решат тие проблеми по однос на презадолженоста на јавното предпријатие е токму введувањето на овој SCADA систем.